Председателе, не за вас, не за опозицијата, затоа што добро знае дека деловнички можности за поднесување и предлагање на точки на дневен ред е дозволено согласно новиот деловник, повеќе за јавноста. Председателот објасни дека согласно членот 76 пратеник и владата можат до утврдување на дневен ред на седницата да предложат внесување на точки на дневниот ред во неодложна работа и ако ги исполнуваат условите. Законите беа прикачени на парламент претходно, седницата почна малку покасно и тоа што вас спомнав 11:26 нема или 28 колку беше, нема никаква доперна точка со она што реално треба да се случува во собранието. Имено и затоа и таа деловничка одредба од 6 часа пред закажување на самата комисија, за да има можност пратениците да го разгледаат, да заземат одреден став, да подготват одредени амандмани и да дискутираат спремни на комисиската расправа. Ова произлезе од практичната злоупотреба која што се правеше во минатото, по донесување на дневен ред, веднаш се закажуваа комисии, доколку беше стариот деловник и старо раководство, да речем, на собранието, сега веќе ќе бевте на комисија закажана, пола од пратениците немаше да бидат тука. Од таа причина што видовме дека не функционира така, затоа дадовме да поминат 6 часа. И оваа седмица не може да се закаже ако во 11:28 се дојдени материјаливе. Сега е 1:10, доколку се утврди дневниот ред сега, ние можеме најрано да закажеме седница по 19 часот и 10 минути. Така да сметам дека не ви е оправдана забелешката, затоа што навистина имаме доволно време да се подготвиме по овие законски решенија.